И сега ние сакаме да дишиме чист воздух. Не можеме да дишиме. Во никој случај. Дожд и нема и да имаме дожд. Ако продолжи вака, како што сега стојат работите, лошо ни се пише. Стануваме полека тропски предел. Сето е тоа со опустошење на шумите. Че вие не можете да очекувате да имате дождови, ако нема кој да ги привлекува тие дождови. Човештвото би било загрозено ако продолжи вака кражбата на дрво, бесправна сеча на дрвата. За жал, ова е тажната вистина за Прилеп. И додека другите држави од пустини прават шуми, ние шумите ги претворивме во пустини. Од околу 32.000 хектари шума во Прилепско, кои што се под надлежност на македонски шуми, само 8 до 8.500 хектари се квалитетни дрвја, кои за жал се наоѓаат во Мариово на околу 70 на километри оддалеченост од Прилеп. Околу градот има само неквалитетна нискостеблеста шума, а се што беше квалитетно се уништи од дивата сеча и помал дел од пожарите. Поради тоа, климата драстично се промени со текот на годините. Дождовите се поретки, а високите температури во лето се неиздржливи. Ние располагаме, како што реков, со уредени шуми. Стрикно со уредени шуми. Меѓутоа, а тоа не значи дека оние шумски површини што не се уредени не се нападнати од дивосеча. Значи тие се скроз испустени. Овде во одделите наши, ако пример пресечено од дива сеча 30 на 100. Овие што не се уредени оддели се оштетени со 50-60 на 100. Значи ние одземаме еден дел од таа шума, прирастот што е дозволен, после нас имаме дива сеча и веќе се... Годишно колку имаме дива сеча во кубни метри, колку во легална сеча? Ние, како шумско стопанство, сечиме 10.000 метри просторни, ајде да речем, дрва. Јас сум сигурен дека и толку има и дива сеча. Колку што легално сечи, толку и нелегално? Ајде да не речем, може би повеќе, ама... Од шумската полиција пак велат дека најнападнатите региони со дрвократци се областа Дервен, селата Дрен, Царевиќ, Смолани, како и Дебрешти и Црнилиште во општина Долнени. Но тие имале само едно возило и 10 вработени полицајци, кои што го давале својот максимум. Дури има и меѓусебни обвинувања која институција за што е надлежна. Со сигурност би можел да потврдам дека во Прилеп, по текот на еден ден, се не мора да значи дека секојдневно навлегуваат од околу 30 на метри кубни бесправно посечени дрва. Дали имате доволно луѓе, доволно возила, доволно опрема да се справите со ова организирана буквално да ја нарече мафија? Значи, со таа организирана мафија, организиран криминал, јас би го нарекол, Шумско-полициска станица Прилеп е во дефицит со кадар, значи располагаме со 10 полицајци и едно возило и правиме толку колку што можеме да направиме. Буквално сме вклучени 24/7, дури некогаш и сите 10 души. Успеваме, работиме, сработуваме и на крајот има и резултати. Често се поставува прашањето зошто не се постават 24 часовни пунктови, Дрен, Смолани, Царевиќ, Дервен, во општина Долнени, како што е Црнилиште селото, Островија и така натаму. Дали е возможно тоа? Од наша страна, мислам како Шумско-полициска станица не е возможно, бидејќи имаме само едно возило и немаме патролни шумско-патролни полицајци да патролираат на теренот. То треба да си го, како реони, треба да си го има Македонски шуми, односно Црнбор Прилеп. Шумочуварската служба тотално му е затаена и не знам дали воопшто имаат шумочувари. Јас досега шумочувари не сум сретнал на терен. Тие треба да си го чуваат терен, а ние треба да се одзвиваме на повик на шумочуварите. Излез од целата ситуација се гледа во промена на законот за шуми. Во законот имаше досега, но не се применува. Ако е над 1 кубен метар е кривична пријава која сноси и затворска казна и пријавите кои, односно прекршочните пријави кои се движеа и до 3.500 евра за еден прекршок. Тоа треба да се врати подхитно за да некако
се сопри дрвократството. А вака, мислам дека само се дава подем да одат тие и да крада, бидејќи се казните многу мали. Со колку? Со само 100 евра? Со 100-150 евра, значи тие буквално судо ги стимулира дрвократците во моментов. Дефинитивно можам да кажам, тоа сум го кажал кога сум застапувал на судење, дека ги стимулира. То 150 евра е ништо. И згора на тоа и одземените возила му се враќаат по некој си закон за човекови права од Страсбур. Освен дивата сеча, тука според експертите за уништување на шумите во Прилепско придонесувале и 35 концесии за рудници. Најмногу што ги има една општина во Македонија, кои што исто така го уништувале шумскиот фонд. Нормално тие си добиваат лиценци од државата, од министерства и си ја тераат нивната работа, меѓутоа ние губиме многу шумскиот фонд. Са некој ќе рече, знаеш, рудникот е мал, рудникот е можда мал, меѓутоа патот да дојде до него, па краци, па друг рудник, трети рудник. Видите, например, ние ако земиме на карта и обележиме кај има рудници, ќе видите дека цела шумска површина е обколена со такви работи. Сега секогаш го спомнувам и мермерниот комбинат, значи некој да ти уништува тебе борови насади, едноставно да ги покрива со земјата, го нема никаде. Значи тоа го нема никаде. Поради ваквата ситуација каде државата е неспособна или не сака да го реши овој проблем, се јавуваат ентузијасти како што е Диме Велески, кои прават екоакции за пошумување на Прилепско. Велески досега со други вакви ентузијасти има засадено за неколку години над 13.000 дрвја. Се наоѓа на местото каде што за прв пат започна акциите во близина на манастирот Свети Димитрија кај селото Селце во Прилепско и можеме да кажеме дека ова е едно од тие дрвја засадено некаде 2021 година. 31 октомври 2021 година. Како се роди идејата за пошумување на Прилепско? Пак како се роди. Како дете често пати доаѓав тука и го шетах овој дел и се сеќаваш и ти дека овој дел долу беше сето багрем и мирисаше напролет прекрасно од багрем. Токму така од манастирот до селото Селце беше буквално целиот предел под багрем. Речи си. Сега за жал е пустина. Сега за жал сето тоа е пустелија, дрвата се исечени, уништени и сето тоа кај мене вроди со идеја да почнем со возобновување на шумскиот фонд во околина на Прилепскиот дел. Колку акции досега имаш направено заедно со љубители на природата, спортисти, планинари? А од прилика негде 6 до 7 акции се од 2021 па до денес. Колку дрвја се насадени? А негде се насадени преку 13.000 дрва. Од тие 13.000 дрвја, колку се фатени? Како бројка не би можел да кажем колку се фатени од тие дрва, но јас велам и 10 дрва да се фатени е подобро од ништо. Но некаде секако има преку 20% фатена. 20-30% се фатени тие дрва. Слична организација за зачувување на нашиот екосистем, природата и животната средина е организацијата Спас за Прилеп, кои до последен момент се бореа и се надеваа дека успеа во тоа да не се отвори нов рудник на Бехтел Јенка на само 100 метри од селото Ревоец. Ова е всушност и копот против кој ние како Спас, како иницијатива Спас за Прилеп се бориме да не се отвори. Тука се само уништени минатата година, минатата пролет околу, мислам, од 10 до 12 хектари нискостеблеста шума, како ова што ја гледаме. А инаку се наоѓаме овде, прилепчани добро го знаат, во Оревоечко-Крстечката пазува на Бабуна планина, која е и воедно и најнападната и најексплоатирана во дрвократството во нашата прилепска околина. Тука се селото Ревоец Крстец, кои што дека се претворуваат во вистинска пустина. Ако некогаш беа белите дробови на Прилеп, сега се на обратното. Апсолутно. Добро знаат нашите прилепчани дека тоа ни е најблискиот планински предел, кој сега би можел слободно да речам беше со шуми обвиен,
но сега веќе се претвора во пустелија. Не само што е исечена оваа планина која гледа кон нашиот град, него префрлена е дивата сеќа и од таа страна, така да Бабуна планина полека тивко изумира, односно шумскиот фонд на Бабуна планина. И Георгиевски и Велески имаат порака како до младите генерации, така и до родителите. Нека остават една кутија цигари, која што кошта 150-200 денари, не знам колку, пошто не сум пушач. Еднородно дрво е 180 денари. Во текот на годината, една кутија, едно дрво. Ништо нема да изгубат тие. А 1000 фамилии, по едно дрво се 1000 дрво. Мислам дека тоа е најдобар пример кој што треба да се дава на децата. Едноставно кога излегуваат на излет, земи едно дрво, засади едно дрво. И државата да застани здраво, да се ги пресече овие канали кои што колони има од озгора дрвократци кои што слегуваат, а тука помагаат и граѓаните купувајќи од тие крадени дрва. Едноставно поевтино ги кошта, а не се свесни дека тоа многу поскапо ги кошта, бидејќи белите дробови си ги сечиме. Воздухот го нема, климата е тотално сменета, не е она што беше. Она што го забележувам, можам слободно да кажам дека свеста кај нашиот народ полека расте во поглед на тоа прашање, но и младите и постарите би требало малку поактивно да се вклучиме во тие акции кои што се повеќе од сигурно за добробит и наша и на нашите деца, на нашите внуци. Доколку Прилеп сака иднина каде што може да дишеме чист воздух, со нормални годишни времиња без драстични климатски промени и умерени температури, подитно мора да се промени нашиот менталитет и свеста за природата, да се засадуваат што е можно повеќе дрвја, а државата подитно да го спречи дрвократството и да се вклучи во сите овие екоакции.